Уште еден млад живот згасна на скопските улици. Случајни минувачи денеска палеа свеќи на булеварот Партизански одреди, каде синоќа околу полноќ животот го загуби 22-годишната Фросина Кулакова. 22-годишната Фросина Кулакова беше прегазена на пешачки премен од возач без дозвола, кој поминал на црвено и под дејство на алкохол. Возачот кој ја усмрти веќе имал криминално досие. Кога неправдата станува закон, отпорот станува должност. Или знаеш ли чиј сум? Не умираме од несреќи, умираме од корупција. Има ли тендер за живот, луѓе? Ова беа пораките кои што младите ги испратија до одговорните. Мислам дека имаме еден подлабок проблем во општеството. Не е тука само правосудството, имаме проблем во образованието, имаме системски проблем. Мислам дека нема да можеме да излеземе од овој систем и да го замениме со друг и подобар, доколку граѓаните не се прашаат до кога ќе дозволам некој да биде штитен. Добро вечер, нов подкаст Разговор во редакција. Јас сум Бојан Сановски. Јас сум Деница Чадиковска. Сашка Цветковска И Маја Вановска. Трагедии се случувале и ќе се случуваат, но што кога згаснувањето на нечи живот е поради корупција и неодговорни политики? Тогаш трагедијата не е случајна. Плод е на трулиот систем кој бескрупулозно го уништуваат партиите, тргувањето со влијание, но и парите. Наместо институции со паметни и честни луѓе, државниот апарат се претвори во партиско гнездо на лојалисти и клиентелисти. Наместо одговорност, примарна е личната корист, а богами и партиската. И свесното урнисување на институциите има цена. Цена која плаќаме ние граѓаните со човечки животи. Кога оние на кои сме им дале доверба да не водат, ги запоставуваат обврските, не се губат само пари и ресурси. Тоа запоставување носи трагедии. На крајот, луѓето во Македонија не умираат само од несреќи, туку умираат од корупција. Од системот се создаде чудовишта, кое ние граѓаните го плаќаме, но за жал не го контролираме. Систем кој бара да бидеме тивки, тогаш кога треба да бидеме гласни. Фросина Кулакова, Фросина Цековска, Викторија Николова, Вања Ѓорчевска, Панче Жежовски, жртвите во модуларната болница во Тетово, жртви на онкологија, случајот нечиста крв, несреќата кај ласкарци, случајот Беса во Бугарија и уште многу други. Сите овие трагедии имаат нешто заедничко. Коруптивен систем кој наместо да спречи вакви катастрофи, доцни или пак некогаш и не реагира и воопшто. И прашањето е зошто? Како е можно правдата секогаш да работи во корист на привилегираните, а не на граѓаните? Денес ќе зборуваме за високата цена на неказнивоста, за распаѓањето на судството и за тоа како вистината е најголем непријател на корумпираните политичари, бизнисмени, суди и обвинители. И така во првиот дел од подкастот ќе разговараме со Сашка Цветковска и Маја Јовановска, која веќе се представија, се авторки на истражувањата Нечиста крв, како и убиство во Тетово, каде илустрира како корупцијата убива луѓе и тоа во големи размери. Не станува за индивидуалци, станува за колективна смрт. Како корупцијата може да доведе до несакани последици или недолжни луѓе да страдаат? Како корупцијата, па во Македонија веќе одамна по сите анкети од јавни мислења, од тоа како се чувствуваат граѓаните, ние веќе знаеме дека тие се свесни дека корупцијата убива и дека несреќите и неприликите и непросперитетното општество во кое што се остваруваме или не се остваруваме и заминуваме е директно влијание на корумпираниот систем. Сега да не биде тоа толку општо што е тој корумпиран систем и кој го чини. Го чинат политичките партии кои што се окупирани директно од организираниот криминал, кој има своји силни инсталации во судството, во обвинителството, во органите на прогонот, во полицијата, во секоја пора на општеството, од доле до горе. И проблемот зошто корупцијата уште убива лежи во тоа зошто граѓаните се уште не покажуваат не ја демонстрираат свеста која веќе ја имаат за тоа дека корупцијата убива, промени не може да се случат
без контрибуцијата на граѓаните и без јасна побарувачка преку лична и колективна акција, и затоа и не се случуваат овие несреќи. Ако ги земаме нечиста крв или убиство во Тетово и други многу случаи, ќе видиме дека никогаш немаат развершни. За зошто? Затоа што жртвите се, условно речено, неважни луѓе кои немаат конекции, луѓето од мнозинството, додека прекршителите се луѓе кои уживаат комплетна заштита од сите институции, од собранието, од извршната власт, правосудната власт и најважно според мене, иако многу малку се зборува за ова, од медиумите. И има еден цел систем за заштита од прогон, кој што, за жал, нема причина да не продолжи да постои, се додека постои оваа апатија, а таа ја диктираат лоши медиуми, кои што не им кажуваат на граѓаните што се случува. Пред да продолжиме, последниве неколку дена видовме дека незадоволството на народот е повеќе од очигледно. Мал вовет еден да дадам, иако верувам дека сите се запознаени. На 29 јануари 22 годишната Фросина Кулакова беше прегазена на пешачки премин од возач без дозвола, кој поминал на црвено и под дејство на алкохол. Возачот кој ја усмрти веќе имал криминално досие, против него имало кривични пријави за препродавање дрога, претходно сообраќајна несреќа, па дури и пресуда за престој во воспитно поправен дом. Но тој никогаш не отишол таму, бидејќи случајот заглавил во жалбена постапка. По смртта на Фросина, илјадници граѓани излегоа на улиците барајќи правда. Прашање до сите на масава, што ни покажа овие масовни протести за состојбата во општеството и дали сметате дека јавноста станува се посвесна за тоа како влијае неказнивоста во Македонија? Па еве, ја сакам како родител прво да кажам нешто, дека се восхитувам на силата прво на родителите и сестрата на Фросина Кулакова, кои што изнајдоа сила да го изодат патот заедно со илјадници граѓани до сите институции кои што на некој начин сносат директна или индиректна одговорност за ова што се случи на младата девојка. И нивниот марш, односно нивното учество не беше само за да бараат правда за Фросина, туку тие упатија крик до системот дека на слобода има уште многу Васили на улиците, ни шетаат уште многу такви како младиот возач Васил Јованов. Јас искрено не се сеќавам кога имало волку помасовен протест, па можеби за граѓански протест, да, оној за загадениот воздух кој што се случи во екот кога беше, ама и во екот кога беше многу загадено, буквално требаше да шетаме со газ маски, па немаше таков одзив или за онкологија. Мислам дека ова беше таков спонтан протест, бидејќи прво многу млади луѓе се идентификуваа со Фросина, дека и многу тие родители со семејство. Па да, ама тука значи прво младите се идентификуваа со Фросина, дека можеби јас ке бев тука на незиното место. Имаше една интересна порака, тоест транспарент, не умираме од несреќи, туку од корупција. Како правилно да ја отслика ситуацијата што не се случи? Па да, имаше многу, јас ги запишав, еве ако сакате мате да прочитам за она што ние го видовме како новинари и граѓани на протестот, а можеби не го видоа тие кон кои што беа упатени, еве имаше многу добри пароли, кога неправдата станува закон, отпорот станува должност. Или знаеш ли чиј сум? Не умираме од несреќи, умираме од корупција. Има ли тендер за живот, луѓе? Ова беа пораките кои што младите ги испратија до одговорните. Пред да почне овој подкаст, ми се јави еден пријател, викам во гужва сум, ке снимаме подкаст, зашто викам за судството, ова што се случи со младата Фросина, Жан Митрев, случаите во судството, и вика, абе доста вие новинарите цело време зборувате за систем. Па системот го сочинуваме ние луѓето. Па дај зборувајте малце со име и со презиме. Кои се одговорни овие луѓе во овој систем? Сите ние и како граѓани, и како новинари овде што сме седнати, сносиме никаква одговорност врз основа на закон. Наведени сме во законот. Кои се луѓето? Да, тажно е што треба нешто да се случи за да видиме колку е голема цената всушност на неказнивоста. Ова не потсети на случајот со убиството на малолетничката Вања Ѓорчевска и пензионерот Панче Жежовски, кои се случија пред само една година. Тие убиства брутално ги демонстрираа последиците од системот кој промовира неказнивост, затоа што обвинетиот во тој случај Љупчо Палевски Палчо откривме дека бил осомничен за многу предмети, имал неколку пресуди, но сите условни и никогаш не бил во затвор.
Кој ги штити овие луѓе и како е можно да се изигра цел еден систем или едноставно целиот систем е трул? Целиот систем е трул од многу поодамна. Јас, на пример, имам малку поинакво мислење за овие протести. Мислам дека се на некој начин и последица на она што се случува во Белград, каде што стотици илјади граѓани протестираат и студенти кои што покажа отпор во вистинска смисла на зборот, отпор. Да, и таму несреќата имаше колективни размери со паѓањето на Да, се почна со несреќа една во Нови Сад. И таа инспирација стана инспирација во регионот и пошироко и ќе беше и трагично да не постои никој кој овде ќе се закачи на таа енергија. Она што мене ме плаши од гледајќи ги коментарите на граѓаните кои што ги коментира протестите беше токму тоа. Добро, до кога ќе го штитиме тој или оној, до кога ќе го штитат. Дали ова ќе ги потсети оние на власт да се сменат, дали конечно ќе им се сетат да направат нешто. Мислам дека нема да можеме да излеземе од овој систем и да го замениме со друг и подобар, доколку граѓаните не се прашаат до кога ќе дозволам некој да биде штитен. Овдека не постои никакво апсолутно чувство за индивидуална и колективна одговорност. Граѓаните чекаат некој нешто да направи за нив. А тоа е реално успехот на секој авторитарен, полуавторитарен или како што имаме ние режим на олигархијата, кои што живеат и цветаат во услови на апатија. Ако не излеземе од апатијата, за жал не постои никаква друга можност да се промени било што. И граѓаните кои не можат ова да го поднесат, подобро би било да си заминат. Или да превземат акција. Кога зборуваме за правосудниот систем и кога го земаме случајот со Фросина Кулакова, ја направи добро паралелата со она што се случува во Белград и во Нови Сад, иницирано од падот на настрашницата на железничката станица, легитимно е да речам, па и ние имавме таква трагедија. 14 луѓе Многу така. трагедии. Па ете да зборам конкретно за Тетово и модуларната болница. Имавме трагедија каде што однеса 14 човечки животи, Имавме живи Боки и изгораа. Дурматурс и слични. Не, па ќе ги наборам Ама после. што се промени? Се уште ги имаме истите небезбедни превозници, се уште нема ред во сообраќајот. Имаме министер кој е председател на опозицијата. А кој беше одговорен лично за тоа што се случи во модуларната болница. Го имаме Коча Ангјушев, кој е слободен бизнисмен, без разлика што завршил на било какви црни листи. Извини, маја, и го имаме Жан Митрев еве сега, кој што ќе се извлече од сето ова со оглед на тоа каде оди судењето. Се додека на граѓаните за тоа не им е грижа, нема да може ништо да се промени. Ова малку го кажам од позиција на фрустрација, бидејќи ние секојдневно ги добиваме прашањата: а што направивте вие со ова, што го работите? Во најмала рака ќе оставиме барем на некои идни генерации да биде запишано она што ние сме го погрешиле, па некој друг можеби ќе направи нешто. Но што ќе правиме сите заедно е прашањето. Работевте директно со Сашка на случајот со модуларната болница и се ако ќе треба да го сублимираме или ајде да речеме на некому треба да објасни што се случува таму. Што се случува таму? Па тоа, Бојан, е школски пример. Мислам дека треба да се изучува на правен факултет за класичен случај кога корупцијата убива. Значи, таму имавме вклучен поранешен вице-премиер, сегашен бизнисмен, министер за здравство, цела ергела од бирократија која што учествувала во местење буквално на тендерот за да го добие одредена фирма. Изведени модуларни болници надвор од сите стандарди, кои буквално биле буре барут, во кои што ние ги сместувавме луѓето кои што немаа пари да се лекуваат во приватните болници. Па дури било ангажирано цело собрание на брзина да го менува законот во услови на пандемија и ограничено движење на граѓаните. И имаме 20 осудени директори кои што можеби во хиерархијата требале да одговараат, ама требале да бидат сосема други. За сосема други. Сашка, ова сакав да ве прашам, вие бевте на судењето кога беше изречена пресудата. Да, Сашка беше внатре кај судијата. Да, ве собра и што ве кажа внатре во судницата кога ги собра новинарите по изракување на пресудата? Не беше вознемирена Сашка многу. Судијата не повеќе ни рече дека мора да бидеме внимателни во нашите извештаи и да кажеме дека ова не е судење за причините за модуларната болница. Дека е судење за тоа што се случило после горењето на кабелот. Тотално нема поента. обвинителството донело таков случај, едноставно. И еве неколку години подоцна ние немаме нов случај. Немаме, јас пред 2 недели имаме предистрага, која не знаеме каде е. Не знаеме. Имаме шефови
Се уште е во предистрага. На обвинителството имаме зошто тие не знам, не се запрашале, не ги повикале, имаат тие луѓе предпоставени. Меѓутоа, на крајот на денот нема зошто да се разочаруваме, мислам ние може да бидеме разочарани. На граѓаните едноставно не им е гајле. Не Не им е гајле. дека не им е гајле. Се живее во апатија, никој не се труди. Последниве даде протести покажаа дека сепак има гајла. Тоа ќе биде така доколку тие протести станат конзистентни и продолжат понатаму и со зголемено учество, зголемен активизам и конкретни барања. Добро, жално е доколку ваква трагедија би требало да иницира некакви промени. Жално е, да. Па секогаш промени се иницираат од трагедии. За жал. Да преминеме на следното, мислам. За правен факултет сакав да кажам. Какви очекувања ние треба да имаме од тој правен факултет, бидејќи го спомнавте? Таму предаваат професори како Гурдан Калаџиев, кои што ги учат студентите кои утре треба да бидат наши судии, обвинители, адвокати, да ги пишуваат законите, можеби законодавци. А тој има напишано 6 колумни вкупно во животот и сите се однесуваат за тоа како он гледа на неправдите кои што системот им ги прави на луѓе како Сашо Мијалков, Јордан Камчев, Жан Митрев. Добро, ке те има и тебе во следната колумна, предпоставам. Слободно нека ми има. Тие се луѓе, да, обесправените. На пример, ни целата своја професорска кариера бил и председател на Хелсиншки, не напишал една колумна за не знам, во одбрана на сиромашните, во одбрана на ранливите. Еминентен професор. Затоа јас немам толку надеж како вас. Меѓутоа тоа не значи дека нема да продолжам да го работам ова што го правам најдобро и во најмала рака, како што рековме, да го сочуваме ова што се случува за генерации по нас кои можеби ќе имаат поголем потенцијал и капацитет за промени. Ќе стигнеме до оваа тема. Друго денеска што планиравме да зборуваме е судскиот процес против докторот Жан Митрев, кој е обвинет. Тресно ми е многу кога зборам за судскиот процес. Кој прво видео ќе гледаме, па ќе зборуваме, ќе имаш време да се смириш со време на видеото. Кој е обвинет дека со умисла довел во заблуда 283 пациенти што во неговата клиника се лекувале од COVID-19. И судството или правосудството, како тема за овој подкаст, ни се наметна уште минатата недела, кога се случи сообраќајната несреќа, каде беше прегазана Фросина Кулакова. И рековме дека можеби ова е правото време да зборуваме за судскиот систем. И додека семејствата на жртвите од хемофилтрацијата чекаат правда, судењето против докторот Жан Митрев најверојатно ќе почне од почеток, бидејќи на последното рочиште двете судијки поротнички одлучија да се откажат во клучен момент, наводно поради лични причини. И како да правда? Не им биле доволно големи дневници. Не. Или така. нешто слично. Добро, тоа беше официјалното оправдување. Прво да се подсетиме зошто овој случај беше толку значаен. Ќе погледнеме кратко видео со клучните откритија за методот на хемофилтрација од документарецот Нечиста крв. Сметаме дека има пропусти во лекувањето. Барав каде да се обратам за да докажам и дека мојот сопруг не почина од ковид, туку почина од нешто друго. Болницата која најмногу профитираше за време на пандемијата беше она на доктор Жан Митрев. Граѓаните одеа во оваа клиника бидејќи му веруваа на докторот и веруваа во медиумско-политичката пропаганда дека ова е позитивен болнички бренд, за разлика од распаднатото државно здравство. Очигледно беше дека здравствените институции, како и мноштвото на светски експерти, не се согласуваат со доктор Митрев за успешноста на овој третман. Ако ги видиме статистиките на починати од ковид во инфективната клиника во Скопје и оние кај Жан Митрев, ќе видиме дека инфективната државна клиника имала помала стапка на смртност. Сите овие нешта сугерираат дека добро рекламираниот метод хемофилтрацијата можеби и не е магичниот ковид лек, поради кој наши сограѓани го продава и својот имот за спас. За да разбереме од какви размери воопшто е злосторството кое ние го истражуваме, мора да се нотира дека Жан Митрев за време на пандемијата во сите своји јавни настапи сугерира дека хемофилтрацијата како третман за ковид е безбеден и ефикасен третман за лекување на болеста во сите нејзини фази. И тогаш откривме дека болницата не знаела со сигурност дека тоа е така. Испитувањето на кое автор е самиот доктор Жан Митрев започнало на 1 јуни 2020 година со одлука на етичката интерна комисија во болницата Жан Митрев, која ќе издаде одобрение за вршење на експериментално клиничко испитување за ефективноста на третманот со хемофилтрација во ковид и испитувањето ќе се прави исклучиво со една цел –
да се испита ефективноста на филтер за хемофилтрација од само еден бренд. Филтер Сетот Оксирис. Го произведува американската корпорација Baxter, компанија која припаѓа на бизнисот кој популарно се нарекува Big Pharma индустрија. Тоа е фирмата која е дел од корпорацијата која што ја создаде и вакцината Модерна. По едва 2 недели и на току-што започнато испитување, кое допрва треба да докажува дали методот со хемофилтрацијата во COVID спасува живот или не, докторот Жан Митрев веќе на 12 јуни ќе информира македонската јавност дека тој го спасил првиот пациент со хемофилтрација, баш со овие филтри, и подоцна за тоа ќе продолжи скапо да им наплаќа на пациентите. И втората и најстрашна работа беше дека дозволата од Американската агенција за храна и лекови или FDA излезе дека воопшто не е таква дозвола каква што тој ја представува. По хитна постапка сега во април месец FDA ја потврди и употребата на Оксирис филтерот подхитно да се употребува и за ковид пациенти во април месец. Ако отидеш на страната на FDA за да проведеш дозволата и договорот за авторизација на дозволата, многу јасно пишува дека секој што ги користи мора да ги извести пациентите дека ова во никој случај не е одобрен третман, ниту испитан. И дека они не смеат никому и никаде да тврдат дека ова лекува ковид. И второ, мора да им нагласуваат на пациентите согласно условите во дозволата, морал да им каже дека ова не само што не е третман кој е испитан, туку експериментален третман, и треба да им испечати цела листа со све нешто може да им се случи и сите овие информации доколку се нафатат да им се прави хемофилтрација со Оксирис филтрите на Baxter во било која болница. Граѓаните во ниту еден момент не знаеле дека се предмет на експеримент. Се појави нова информација која ние не ја знаевме претходно. Доктор Жан Митрев и неговите лекари во соработка со други лекари започнуваат клиничко испитување, експериментално клиничко испитување, чија што функција е да утврди дали воопшто хемофилтрацијата би делувала и би имала позитивни ефекти доколку се користи во лекување на болни од COVID. Во тој момент, болницата ова го правила 1 година и го опфаќа и периодот кога таму лежал и Никола Березов, кога лежали и други пациенти. Ние немаме формален доказ дека сите пациенти кои биле лекувани влегле во некаква клиничка студија, меѓутоа знаеме дека тоа експериментално клиничко испитување се правело и не било пријавено во ниту една надлежна институција во Македонија. Јас да знаев дека мажот ми ќе биде предмет на испитување, некакво испитување, апсолутно никако не би се сложила да го лекуваат на експериментален начин. Ме интересира дали болницата ви даде некаков документ и ви ги објасни ризиците од таа процедура, од правењето на хемофилтрацијата во функција на лекување на COVID. Дали ви дадоа некаков документ? Не, согласност. Не, документ немаме. Дали ви кажа јасно и гласно дека третманот не е одобрен и не е безбеден? Не. Дали некој ви кажа хемофилтрациите кои ние ги нудиме во овој пакет се дел од експериментално клиничко испитување? Не. Ова не е безбеден и ова не е одобрен третман? Не. Дали таа информација ви беше кажана? Не. Дали било што подпишавте за да учествувате во некакво клиничко испитување? Не. Во ниеден момент не. Клиничките студии кои ги откривме, 4, кои се правеле во неговата клиника, откриваат уште нешто дека клиниката Жан Митрев, која користела дигитален софтвер и не можела да ги манипулира пред партнерите во тоа испитување бројките, ги пријавила многу бактерии. Сите што имал Никола и плюс уште многу кај многу пациенти. Немам зборови, не знам што да ви кажам. Ако и после ова институциите не поведат сметка и не превземат одговорност, така лесно како што ја одбиваат одговорноста и се оградуваат од секаква одговорност, или им случај некој да се прогласи за надлежен и да испита што се случува. Значи, Значи, мојот сопруг бил замрчен.
што да кажам јас после ова. Животот некај некого подолг и некого пократок, меѓутоа ти на некого да му го скратиш животот, Господ ќе го казни. Значи, крајно време е институциите да поведат сметка. Има многу луѓе што таму починаа. Контролира ли некој некого у оваа држава? Ако нешто може да заклучиме од целата оваа приказна, е невидената дрскост и невидената ароганција која демонстрираа луѓето кои имале вистински и реална моќ да ги заштитат граѓаните од сето ова што им се случило. Тоа се актуелниот министер за здравство Беким Сали и поранешниот министер за здравство Венко Филипче. Министерот Венко Филипче, како што видовме и од неговите јавни настапи, точно знаел дека овој третман не е одобрен. Во неговата канцеларија стигале поплаки од граѓани како Мелита. И тој не направил ништо во врска со ова. Министерот Беким Сали, кај кого тимот новинари Нирала беше на разговор, бевме во постојана комуникација, знае за овој случај, навидум беше шокиран, но многу брзо престана да ни одговара на повиците и двајцата, и тој и Филипче, одбие да дадат интервју. Но ова е случај што покажува дека животот на сите граѓани во Македонија, ако институциите го вршат овој надзор што го вршат, е под сериозна закана. И затоа е дрско и арогантно да не се обратите пред граѓаните и да им кажете зошто не сте постапиле и дали воопшто планирате да направите нешто во врска со ова. Откако се сослуша голем дел од сведоците во судската постапка, која трае веќе година и пол, процесот за измама на пациенти кој се води против доктор Жан Митрев може да почне одново. Може ли накратко да објасниме што точно се случи? Да, на последното рочиште судиката соопшти дека нема да се одржи рочиштето, бидејќи една од поротничките оправдано била отсутна, меѓутоа била отсутна оправдано и нејзината замена, бидејќи секоја судија поротничка или судија поротник има замена. Таму имаше само еден дополнителен заменски. Да, не двајца, има двајца судии поротници и судиката Лидија Петровска. Меѓутоа, една од поротничките најавила дека сака да се повлече поради приватни причини од судскиот процес и истовремено и нејзината замена, што значи дека се доведува во прашање целиот судски процес кој што трае веќе година и половина. Тоа значи дека има две опции. Или судењето ќе почне од почеток, или доколку одбраната се согласи, може да се прочитаат претходно сите докази, сите документи што биле изведени, сите искази и да продолжи таму каде што застана. Меѓутоа, многу чуден тајминг има ова што се случува во судењето против доктор Жан Митрев. Ние направивме еден таймлайн, сега да не должам, меѓутоа како овие поротнички доаѓаат да бидат дел од поротата во овој процес. Значи, 3 пати се одложува судењето во февруари, кога требаше да почне за прв пат во 2023 поради разноразни причини и овие две поротнички, кои патем се 22 и 24 години, девојките, се бираат на 31 мај 2023 од страна на Судскиот совет. Таква е процедурата. И веќе за 13 дена на 13 јуни почнува судењето и тие две се дел од поротата која што го следи овој случај. Сега, кога веќе се изведени сите докази, кога сите оштетени роднини кои што го ја помина онаа голгота која што поминуваат сите семејства на жртвите, кога одговараат на прашањата, на сензитивни прашања на одбраната, кога има многу солзи, има бесе. И сега наеднаш, кога треба да се достави клучниот доказ на обвинителството, а тоа е извештајот кој што го нарача поранешниот министер Беким Сали, кој што беше изготвен од 15 еминентни доктори, сите од различни сфери, кои испитуваа дали процесот на хемофилтрација смел да се применува кај болните од COVID-19 и сега се случува ова што се случува. Повлекувањето. Повлекување на поротничките во исто време. Во исто време. На двете.
И најверојатно судскиот процес ќе почне од почеток. И прашање дали сведоците ќе сакаат Ама повторно знаеш што, еве, сведочат. ајде го ние немаме никакви докази и сознанија дека Не само го ова е објаснува на наместено начин. и тоа мора да го кажеме. Не, немаме докази, само имаме Меѓутоа, на тајмлајн. крајот на денот имаме две млади студентки по право, кои се веќе при крајот на своите студии и кои што утре ќе бидат во овој систем, суди, обвинителки, адвокати, луѓе кои имаат амбиција да вршат јавна служба. Јавната служба подразбира одредени привилегии кога служите на јавноста, така, кога тоа е препознаено, затоа и ги викаме јавни службеници. И тие не можат да изнедат, овие млади луѓе, не можат да изнедат сила и да сочувствуваат со овие 280 жртви кои го чекаат овој исход, сега баш на крајот на судењето. Па добро, ако одиме фактографски малце и ти кога го спомна тајмлајнот, ние веќе и на 15 октомври објавивме дека имаше јавување по сведоци кои се дел од постапката со убедување дека докторот е добар, дека станува збор за добра личност, Спаса добар многу лекар животи, и сега да. ние кога ова би го гледале од друга страна, нели ова притисок? Луѓето пријави во обвинителство. Се правеше целосен притисок и врз медиумите, ние бевме толку долго време нарекувани рекетари, се плаќаа медиуми, на тие судења доаѓаат луѓе од маркетинг агенции ги следат судењата и пишуваат текстови. Не, сака Така Буке што праша си- дали тоа е кривично дело, тоа е влијание врз Објаснете го сведоци. малку подобро за тие што не знаат Едно точно што тоа се случи, и кој им се второ да јавуваше. објасниме зошто обвинителството не преземало ништо Па, досега. Да, јас не знам дали надлежната обвинителка го пријави ова во судот, меѓутоа бев на рочиште кога еден од оштетените од семејството требаше да пријави оштетно побарување и го праша обвинителката дали непосредно пред ова рочиште ви се јавија луѓе кои што бараа средба со вас и бараа да го повлечат оштетното побарување, меѓутоа одбраната се побуни, судиката не го дозволи прашањето. Мислам дека обвинителството го нема ова официјално пријавено, освен текстот на Ирала кој што беше и кој што ги откри луѓето кои што стоја за оваа операција, бидејќи тоа не се Да. луѓе задоволни од докторот, па се јавуваат на пациентите кои што, односно се јавуваат на семејствата кои што изгубиле Но своји сепак луѓе. тоа не ја спречува обвинителката да повлече нова постапка за евентуално Обвинителката не обвинение. мора да го слушне сведокот на суд или судиката да дозволи тој да одговори, можела да го прочита и текстот. Таму има луѓе со имиња и презимиња и една цела мрежа на соработници на таа клиника и нивниот легален тим кои што работеле на тоа да ги обесхрабруваат жртвите да сведочат, а за возврат се нуделе одредени Да се сретнат услуги. со адвокатскиот тим со ветување дека ќе бидат задоволни од исходот од Да, средбата. значи јас лично Па и разговарав рефундирани. со едно 15 луѓе кои што се нели дел од семејствата кои загубиле некој најблизок во болницата Жан Митрев и сите речиси идентично ми кажа истите зборови. Јавуване од 2 броја, ние ги имаме, ги објавивме луѓето кои што се јавувале, кои што посредници, задоволни луѓе од кои го поддржуваат наводно дека е биле добар едниот, човек, па дури едниот да. рече па јас сум полицаец, појма немам, мене ми се јави, еден им рече јавувај им се на луѓето и се јавував. А другиот рече дека За да направиме паралела за можеби за да не сватат подобро, тоа е исто како да речеме очевидците од последниот случај да бидат контактирани од семејство или адвокати на момчето младиот, кое да. возеше Да. и да им се јави и да им каже дека не биде така, за да ја го сублимираме да биде сватливо. Значи тоа е влијание врз сведоци и недозволиво е во тек на постапка. Така, тоа е кривично дело. Меѓутоа, сега е на потек обвинителството, бидејќи цело време овој судски процес го следат обструкција од страна на одбраната, од страна на различни мешетари, Добро, посредници. кога зборуваме за Па дури еминентни професори што баш ги сакав за тоа, Сашко. извини Деница, кога зборуваме за емисари, кога зборуваме, јас така можам да констатирам во нечесната борба на адвокатскиот тим која води во име на докторот, учествуваат и наши колеги, па не знам дали можам да ги наречам колеги. Па не може да ги наречеме колеги. Драган Павлович Латас, Ивона Талевска, Бранко Геровски. Јас тие луѓе едноставно не можам да ги препознам како колеги. Работат повеќе од 3 децении во општество, 3 децении ги следат контроверзи, 3 децении пропуштиле да им кажат на граѓаните што се случило, пропуштиле, а било на одговорни позиции да креираат информиран електорат и едноставно боки за мене е навредливо да ги нарекувате колеги. Воедно и беа интересни текстовите кога Дента Горан Момировски, кој сега работи во кабинетот на претседателот.
Да. Не какви Не, јас, очекувања имаме? Само ние? за да сублимирам Да. и за да стигнеш до поентата, и сега дента кога објавивме, ние ги побаравме двете поротнички, разговаравме, ги слушнавме зошто се повлекле, која била нивната идеја за да се пријават, што студирале, што работат. Нашите колеги, ете под наводници, објавија текстови кои се идентични, преземени еден до друг. Не ги читав до овој подкаст, бидејќи сакав тука да бидам на лице место вознемирана. Еве те Изненадана. молам по еден параграф сподели. И дека уствари некоја партиска бизнис групација од СДСМ и сакала да ја преземе болницата и дека поротничките А увиделе пак се враќа тоа во игра. Сите го тврдат тоа. увиделе што се случило, па се повлекле и наводно овие две поротнички ќе бидат Аха, да не ги тригерот кој читале ќе го смени. колумните на нивниот професор. храбри ги нарекува. Храбрите Не, јас- поротнички, може само уште ова морам да го кажам. за да ни Сами пренесе сакам моја да ви- искуство. Кога да ви кажам, пишуваме ви- за албанските бизнисмени, тие нам не напаѓаат дека ние сме против креирање на албанска економска моќ во државата. Кога пишуваме за македонски бизнисмени, еве конкретно Кочо Ангјушев и Жан Митрев, постојано сме напаѓани дека нивните бизниси треба да ги превеземат албанци. Таа пропаганда на дивизија, на поделби, колку е успешна, искрено не знам. Ирала за сега барем има добар рейтинг. Меѓутоа да, реално е успешна. Ние преживувавме стравотни голготи со тие хајки. Нашите семејства, пропагандата се плаќа, чини пари затоа што има успех. Најчесто си во судница на судењата. Многу измачувачки се тие судења, морам да ви кажам дека буквално кога доаѓам на работа, знаат од кај се враќам, бидејќи сум исцедена како лимон. Значи ти, бидејќи си на страната на јавноста, немаш право ништо да зборуваш, а на многу рочишта одбраната ја споменува Ирела. Односот кон обвинителката е одвратен, буквално ја вреѓа адвокатот на водичкиот адвокат Никола Дудевски на Жан Митрев и вика, земи си ги овие одирала под рака. Значи такви навреди, а ти мораш да молчиш пошто си јавност. И сега ја на поинтересни судења од друга Но страна. сепак може судијата да интервенира. Па да го интервенира. Колега, смирете се, пак е, знаеш како е, сака да биде судијката објективна од двете страни. Меѓутоа, јас на вакво судење не сум била во поглед на тоа кој седи во јавноста. Значи, шаренолико од сите страни, барем ти следиш судења. Значи, таму се добро, ќе се представиме сите, не знам, од Хелсиншки, од ОПСЕ има сите сите за правично студење, дури некогаш има студенти направен и сега се представуваме другите. И вика, јас сум од PR агенција, маркетинг агенција, ние одирала најчесто сме на сите ручишта и сега, тука го гледаш Горан Момировски, кој што во живот не фатил микрофон, не бил репортер, Драган Павлович Лата, Сивона Талевска. Кој што е условно осуден. Има медиуми кои што потоа известуваат од рочиштето, а не биле тука. Кој ги брифира? Кој ги информира? На крајот се Имаме- појавуваат идентични серии на текстови кои Да, да. очигледно се правиле во Имавме кујните на тексти за пијарот. тоа. Да, значи, само да дополнам пред да продолжиш, значи јавното обвинителство реагираше минатата година дека за судскиот случај против докторот Митрев преку платена пропаганда се шират лажни вести и се заплашуваат на тој начин сведоците. А како функционира оваа пропагандна машинерија и сега може Па кажавме да веќе. објасните за Па вака, Калојџиев. како викаше комуникологот сега Джигл, дека медиумите се претворени во супермаркети и секој може да оди да си купи нешто и тоа е огласна табла. Значи така функционираат. Платиш, ке те има. Значи како функционираат? Па не може секој да објавме текст, плати за Сашка. да го има. Не може секој да Па плати. не- Треба да си многу па не моќен. знам. Вака функционираат. Имаме одредена група на влијателни и мокни луѓе со пари, кои што си купуваат пратеници, си купуваат политички партии, си купуваат закони и кога ќе се најдат во некаква неволја, го купуваат јавното мислење. Маркетинг агенциите ги Не само го подготвуваат купуваат, го текстовите. менуваат мислењето, Да. вистината ја менуваат. Значи толку Точно. се мокни. Потоа, тоа е една цела криминална, јас ја нарекувам криминална индустрија за заштита од прогон. И преку медиумите се дистрибуираат сите лаги, секој кој е против, секој кој размислува поинаку, секој кој сака да ги види фактите е дисрегарднат комплетно, навредуван, шиканиран, и се креираат тие лажни представи за овие луѓе како добри за општеството. Например, јас вработувам 1000 луѓе. Па сите кафеани во Македонија вработуваат повеќе луѓе од Кочо Ангјушев. Само во Скопје, ако ги земеме. И така тие, потоа со подршка од политичарите, судовите и другите институции, продолжуваат да ја
да го јадосуваат системот, да го трошат нашиот буџет за нивните тендери, додека нивните деца во овие зимски денови уживаат во Виена, во Рим, во Дубај и се додека не се направат предсакорените реформи во медиумите, нема да има промени во ниедно Не друго ме поле. потсетува Сашка за супермаркетите. Не знам дали ви текнува дека нели се закани доктор Жан Митрев дека ќе не тужи за навреда и клевета. И на претходниот Божик 2023 имаше соопштение им просто Бог нека им суди. А сега оваа година за пред Божик имаше дека доктор Жан Митрев заедно со пациентите прославиле Божик како дома. Значи буквално ни креираат се што ќе читаат граѓаните, доаѓа од некои интересни групи кои што буквално ни ја креираат реалноста во која што живееме и ние треба да живееме во таа реалност. И уште не го спомнавме претходно иминентниот професор Кривичар. Да, зашто се битни колумни? Значи Гордан Калајджиев има посветено на студењето на Жан Митрев. Само кажи зашто го бараше пред. Да, па сега ќе кажам. Значи и дека има не беше присутен. Има посветено многу колумни, неколку ги имаме извадено црно на бело за токму за овој случај со Жан Митрев. И сега Доаѓал на студењето професорот? Никогаш не доаѓа на студењето и сега и кажува дека обвинението е катастрофа, ќе падне, дека платеници од новинари, од се интересни групи, дека нели учествувале во хајката против доктор Жан Митрев и неговата болница, дури користи и медицински термини за хемофилтрација. И јас му пратив прашања, викам господине професоре Калајджиев, вие сте кривичар, меѓутоа како баратате, дали ги имавте увид во документацијата на одбраната, и му пратив прашања. И многу беше интересно, викам ги испратив прашањата, поздрав. Баш сте безобразни. Ме ставате во позиција нешто да се правдам што и зошто сум напишал. Бог да чува. И на крај, добро, пишува и вика, јас ја немаше да ве коментирам да немаше вакво чудно обвинение. Ако сум бил нешто престрог, извинете. На крај се повлече, меѓутоа Добро, не е проблем некој да напише некаква колумна, ниту да даде правно мислење, само да треба да ги открие моментумите зошто го прави тоа и доколку е нарачано или треба да биде во полза на некому, да се биде честен и да се каже ова го правам заради тоа и тоа. Да има кларификација, јасност. Така е. Да знаеме во чиј интерес работи. Не е проблем никого, секој има право на одбрана, секој може да се брани онака како што замислил дека треба да се брани, но никако на нечестен начин и под пластот на честност. Јас мислам дека во првиот дел бевме гневни. Мислам дека во вториот дел ќе имаме интересен гостин кој може да одговори на сите овие дилеми кои ние ги поставивме, а и да го прашаме дали ова е вака. Да. Мислам може сега да продолжиме со вториот дел, кажавме доволно работи. Фала што не викнавте, се надевам дека пак ќе не викнете. Ќе размислам. Добро вечер и за председателот на Судскиот совет Александар Камбовски. Добро вечер. Кога се договаравме за гостувањето, некако имавме дилема дали да гостувате, па ве имам многу често на телевизија, гостувате по емисии, некако бевте присутни во јавност откако ви избра за председател на Судскиот совет на почетокот на јануари. И во меѓувреме на цело договарање излезе и трагедијата со прегазувањето на Фросина Кулакова на Партизанска. И сега пак тоа прашање отвори она старата кој влијае врз судовите и обвинителството од аспект на граѓанинот Александар, а не судијата Камбовски. Дали на Фросина и пресуди правосудството во држава? Не би рекол баш така, значи тоа што се случи е навистина на голема трагедија, која што не потресе сите. Сите имаме блиски, сите се ставаме во таа позиција, навистина страшна трагедија. Меѓутоа не е ова настан или случка за кој што може само еден да биде виновен. Во смисла на системот зборувам, не на сторителот конкретниот на кривичното дело. Мислам дека имаме еден подлабок проблем во општеството. Не е тука само правосудството. Имаме проблеми во останатите институции кои што се одржаваат, имаме проблем во образованието, имаме системски проблем, како да го наречам, на кој што треба навистина многу да се работи за да излеземе некако од ова место каде што се наѓаме сега во моментов.
Па добро, имаше неколку протести. Тоест еден протест за сега имаше за прегазувањето на Фросина, и сега кога ќе видите толку млади луѓе, толку гневни граѓани, родители кои протестираат, можеме ли да очекуваме дека овие протести може да предизвикаат некаква вистинска реформа во права смисла на зборот, не само залагање од партиските штабови кои го слушаме 35 години? Да се надеваме дека на вистина ќе предизвикаат некои позитивни промени и позитивни реформи. Да се надеваме дека оваа трагедија ќе допре до сите чинители кои што се во оваа држава, од сите сфери, од сите власти, и да се надеваме дека ќе биде еден поттик на вистина да започне да се средуваат работите. По секоја сфера од општеството, значи не само во правосудството, во последно време правосудството е како дежурен виновник за се што се случува. Не кажувам дека судството ни е перфектно или пак дека е најдобро од сите останати во држава, меѓутоа и тоа е слика на тоа што ни се случува во самата држава. Сите подеднакво треба да се заложат да вакви трагедии во иднина да не ни се случуваат. Да, овој случај на потсети на други случаи од минатото, каде што гледаме што значи таа неказнивост и како корупцијата убива, и затоа во јавноста со право се отвори дебата околу постапувањето на судиката од Кривичниот суд Даниела Алексовска-Стојановска и одлуката на возачот Васил Јованов да му пресуди поправен дом наместо ефективен затвор, откако полицијата му пронашла 80 пакувања амфетамин. И ослободен е од притвор, а случајот, бидејќи е пред Скопска апелација заглавен од лани од ноември, тој никогаш не ни отишол во поправниот дом. И сега вие како судија кривичар, како гледате на постапката на колешката и што евентуално ќе проверува судскиот совет во незиното постапување? Не би сакал да шпекулирам, ова се чувствителни работи. Поготово не би сакал да шпекулирам, а да ги немам списите од предметот, да не знам што точно било внатре во предметот, зашто точно бил тој гонет, што точно било разгледувано при носењето на одлуката, бидејќи лесно е да се коментира лаички или без да се види предметот. Тоа го прават и правници, без да знаат сите факти на случајот, си дозволуваат да коментират. Јас не сакам да си дозволам и сметам дека тоа не е професионално. Но ќе го проверите? Апсолутно ќе биде проверено. Што а кога може да очекуваме? Видете, во судството има проблем на, како што кажавте, предметот бил во апелациониот суд колку месеци сега не... Од ноември. Од ноември оваа година. Сите сме сведоци дека постапките многу бавно се водат, поготово пред повисоките судови, но никој не кажува дека во моментов во македонското судство фалат повеќе од половина суди кои што треба да работат таму. Значи, тие суди што се останати работаат со надчовечки напори. Имаат по 300, по 400, по 500 предмети во работа. Тоа е огромна бројка. Тоа се 400-500 човечки судбини по кои што треба да решаваат. Никој не зборува за тоа. Ама може би да се направи приоритет. Да, меѓутоа Добро, на секој му е приоритетот. Тоа сакав да кажам, имаме и законски приоритети, што значи приоритетен предмет, а тешко е во толкава маса на предмети, освен тие што по закон мора да имаат приоритет, да и на другите предмети да давате приоритет. Сечија судбина е приоритетна за него, за тој што е во таа приказна, во тој предмет. На вистина со огромни потешкоти се соочува судството во моментов, огромен недостаток на суди, се соочува со финансиски проблеми, и сето тоа резултира во не толку ефикасно водење на постапките. Може ли малку ова да ни го разјасните, кога зборуваме за кадарот? Американската амбасадорка Анджела Гелер лани во септември рече дека половина милиарда долари се вложени во правосудството и досега нема резултати, односно не чувствува дека има било каков повраток на нивната инвестиција.
Исто така и поранешниот холандски амбасадор Дирк Јан Коп, додека го одслужуваше својот мандат, праша каде отидоа парите на холандските даначни обврзници, затоа што по децении поддршка Македонија, како што рече тој, само трупа изговори, а реформи нема и најголемите критики ги упати токму за правосудниот систем. Нели е поразително и срамно вакви критики Се да согласувам добиваме? апсолутно. И поразително, и срамно. А каде и... е кадарот? Тоа прашувам и Каде јас. се парите? Тоа прашувам и јас. Каде се парите, каде е кадарот? Видете, ако некој 10 години наназад, а може би повеќе, не се грижел да се запишуваат нови кандидати во Академијата за суди и јавни обвинители, а според законските решенија единствен начин да се Само стане преку судија тоа е е. преку Академијата. Значи, некој го преспал цел тој период и сега ние ги бериме плодовите од тоа преспивање, односно се соочуваме со масовен недостиг на судии. Тоа е едно. Второ, тоа што значеа некои реформи што Ама самото некако, извинете правосудство... што ве прекинувам, ама некако судиите како да беа тивки по однос на ова прашање, иако знаеа со какви тоа што збориме преполовени капацитети, ама беа гласни кога требаше да се додадат 30% на нивните плати за додатоци. Сакам да кажам, беа судиите во одреден случај гласни каде што лично беше засегнат не би се согласил дека е баш така. Зошто? Судиите имаа замрзнати плати од 2000 Кога се донес, за збор 2010 година. Пред рецесијата, така. На сите останати им беа одмрзнати платите, на судиите не. И кога се донесе одлуката на Уставен суд, практично само се одмрзна платата на судиите да земат како сите останати во државата. Не стануваше збор за покачување на плата или за не знам што, туку само се одмрзна основицата како што е по закон, таков е законот, значи. И не мислам дека беа многу гласни судиите, единствено поведува постапка само пред Уставниот суд. Може би тоа немаше да биде толку спорно доколку судството не го имаше овој имидж кој го има денес. 2% доверба. Треба да се запрашаме сите зошто е тоа така. И дали е само до судството. Видете, судството не е само судот. Така, јасно. Тоа е обвинителството, тоа е полицијата, правосудниот систем, тоа е полицијата, тоа се пошти на Македонија кои што прават достави, тоа се нотарите, тоа се извршителите, адвокати и сите некако само по судството го насочуваат целото незадоволство. Не целиот правосуден систем. Меѓутоа во судството е само финишот, крајот. И тоа што му се сервира на судијата, тоа суди, не може нешто повеќе од тоа да исуди. Обвинителот за тоа што ќе обвини, за тоа ќе суди судијата. Судијата не може да бара докази, судијата не може да истражува. Да, тоа го спомнавме и во минатиот дел, затоа и мислам критиката се однесува на целиот правосуден систем, не само на... И сега кога рековте, например, кога станува збор за вакви сензитивни теми како што се прегазувањето на Фросина, и таа е прилично и болна и сензитивна тема која како да почувствувавме сите кога слушнавме и кога видовме што се случило. И сите сме гневни поради тоа, сите сме љути. И сега кога ќе речеме на пример од аспекти или ќе коментираме, па судскиот совет ќе земе и ќе преиспита одлуката на судиката која му дала, да речеме, олеснителна мерка да служи евентуално казна во поправен дом, ќе речат луѓето, па како ќе одлучува судскиот совет со овој имидж. Јас сум бил дел од новинарите кои следеле работата на судскиот совет, па кога се разрешувале суди или се утврдувало евентуална одговорност на судија кој постапувал спротивно на законот, се исклучувале новинарите, не знаеме како гласаат членовите, не ја знаеме дебатата внатре, кој кого брани, кој кого мисли да одбрани. Ме сваѓате? Како да очекуваме без транспарентност? Ме сваќам апсолутно, ама видете се, тоа е законско решение. Законите судот не ги носи. Ја затоа повторно ќе речем. Не, општо коментираме околу градење на перцепција. Сите викаат по судот, сите по судството, по судски совет, сите викаат за транспарентност. Судскиот совет последната година е максимално транспарентен, меѓутоа докаде што дозволува законот. За да може ова вие сега да го следите што кажувате, постапки, кој за кого е, кој гласа за некој да одговара, кој гласа да не одговара, треба да се смени законот. Кој кого може би евентуално штити. Точно и тоа. За тоа да се види треба да се промени законот. Законот го променува собранието.
предлог до собранието дава владата. Значи не е ова само посуството да критикуваме. Значи останатите власти си имаат свој удел. Доколку сакаат и имаат интерес граѓаните, доколку властите го слушаат гласот на граѓаните, нека го променат законот. И цела постапка нека биде јавна. Никој од судиите уште не да не сакаат, тие ќе сакаат за да се види дека стварно си работат работата. Нека биде јавно се, ништо да не биде тајно. Меѓутоа некој треба да го промени законот. Добро, на страна законските измени, граѓаните мислам дека со право имаат впечаток некако дека лекарската комора како повеќе да ги штити лекарите од што ги контролира, судскиот совет како повеќе да ги штити судиите од што ги контролира, а вие помеѓу вас најверојатно знаете кој е лесен, кој е нечесен, зошто внатрешно не ги изфилтрирате или поважна е колегијалност? Не би рекол дека е баш така, ако ја гледате историјата на судскиот совет, сега немам точна бројка да знаев и ќе ја обезбедев колку суди се саморазрешени од судскиот совет. Тоа е огромна бројка. Ако ние сме штители, немало да има толку. Впечатокот на граѓаните е друг заради фактичката состојба. Ако е впечатокот таков, нема, значи се согласувам со тој впечаток. Значи има некоја причина што е таков впечаток. И ние треба да работиме да го промениме тој впечаток. Јас лично сметам дека недоволно беа штитени судиите во минатото. И затоа судиите ќутат, и затоа судиите молчат, затоа судиите никогаш не одговарат на секојдневни прозивки кои што се вршат од политички партии, од бизнисмени, од разни лоби групи кои што се во државава. Дали некој ще видел некој судија да реагира? Не реагира. Сите судии ќутат. Ќутат заради тоа што до сега, барем, од сега ќе се трудам да чувствуваат заштита во судскиот совет, дека ние сме тие кои што ќе им кажеме судете слободно, критикувајте, дигнете го гласот, без да имате последици по тоа. Нели живееме во демократија и секој треба да има право да го искаже незадоволството, да искритикува одредени појави кои што ги гледа дека не се во ред. До сега тоа судиите не го правеа, имајќи страв дека ќе имаат последици по нивното работно место. Апсолутно, но вие сега зборувате за честните. Ако биле сите судии корумпирани, ако имале, не знам, богатство, некое материјално, сигурно ќе им било сеедно дали ќе ја задржат работното место или не. Не, ние не велиме дека се сите корумпирани, туку дека оние кои се, како да не се Да, меѓутоа, знаете колку е тешко тоа да го утврдите. Во постапка. Вака во разговор ние може да си кажуваме дека тој е корумпиран, овој е корумпиран, сум слушал, ми кажувале, предпоставувам, меѓутоа кога ќе поведите постапка, не може на постапка, не може на предпоставки да одиме, така мора да имаме цврсти докази. Добро, и секоја ве слушам, зборувате во име на судиите, избран сте во судскиот совет од редот на судиите, станавте председател на судскиот совет од редот на судиите, но сепак дел од составот на судскиот совет се и под наводници така ќе ставам, истакнати правници, делегирани од собранието и председателот на државата. Мислам дека станува збор за 5 луѓе, така тројца кои ги бира собранието и двајца на председател. Сега, знаејќи нашата култура на крајна целосна партизација на све што можеме да допреме и политиканство во секоја сфера, вклучително и на трагедии и на несреќи, како може да очекуваме ние независен судски совет од личности кои се избрани во собранието? А ги знаеме, во собранието ги бира оне што има мнозинство, дали едната или другата партија. Нели треба сите членови да дојдат од редовите на судиите, па да зборуваме за некаков концепт на судиите, ќе одлучат кој судија е корумпиран врз основа на факти и врз основа на докази. Нели ова директно мешање на политика? Ние зашто зборуваме тука повеќе? Таква е законската поставеност. Така законодавецот сметал дека да има некоја рамнотежа, судството да е независно, сепак да има некој увид, да речем, законодавната. А можеме и да дебатираме што значи истакнат правник, па добро, тоа треба цела емисија, цел подкаст да правите само на тоа и нема да стигнеме до одговорот. Колегите кои што се во судскиот совет се вистина се стручни правници, барем од ова досега што сум го гледал,
вистина си ја работат својата работа, а во поглед на нивните политички убедувања никогаш не сме правеле муабет, не сме разговарале. Не зборувам за концептот воопшто. Концептот може да се дебатира. Бидејќи ниеден од нив Доколку немал да биде избран доколку мнозинството не го имал потребниот број на гласови. Апсолутно, тоа е така. Нека бил најистакнат правник. Еве оваа година тројца членови, еден по предлог на преседателот и два од собрание, не ме фаќате за збор, мислам дека така се, им истекува мандатот. Сегашниот состав на собранието, значи ќе треба да донесе нови тројца членови. Одговорноста е сега кај нив, дали на вистина ќе донесат истакнати правници или ќе донесат правници. Значи одговорноста е кај нив. И затоа сега ние сме испреплетени и не може само да се вика посуство, да ќе речем. Има одговорност кај трите власти за се што се случува во оваа држава. И кај законодавна, и кај извршна, и кај судска. Добро, да, врзани садови. Да. И ние постоиме меѓу нас да се контролираме, checks and balances, што викаат американците, а не постојано да се контрираме или да се обвинуваме. Јас можам секој ден пресобисто да држам и да кажувам што не чини. Дали од влада, дали од собрание, дали од министер, така, и на што ќе личи тоа? На ништо нема да личи. Пред 10 дена во интервју за Радио Слободна Европа изјавивте дека констатирате дека одредени судски постапки траат премногу долго. Во минатиот дел со Маја и Сашка спомнавме за судењето за измама против докторот Жан Митрев. Накратко, само таман судењето доби некој тек, после година и пол се сослушаа сите сведоци и Колку време наеднаш трае таа постапка? година и пол. Повеќе од година. И тоа за мене недозволиво. И освен Тоа е тоа, предолго време. две судејки поротнички се откажа во исти ден. И Добро, сега тоа тоа веќе- значи дека случајот најверојатно ќе почне од ново. Тоа значи секундарна виктимизација на сведоците и ова судење од година и пол ќе трае уште подолго, не знаеме Не знам уште доколку. колку многу. Како да се спречи ова? Ова може да се спречи со законски измени, за кои што ќе бидат сведоци фелата во многу скоро време ќе излезе со своји предлози. Кога зборуваме за филата, збориме за вас судиите. За судиите, затоа што досега сите закони и процесни и материјални ни ги прават професори, ни ги прават експерти, ни ги прават луѓе некои што се ангажирани. Еднаш сакаме ние од фелата да предложиме, бидејќи Зборите за ние практичари. работиме со тоа. Практичари. Тие знаат каде Кој ќе кој ви се налутат професорите за ова? Па сега нека се налутат и тие ќе учествуваат. Значи ние не сакаме само ние, Се нека учествуваат шалев, и тие нормално ќе дадат предлози. Меѓутоа според мене единствен кој што може најдобро да детектира каде се кочи работата, каде се губи време, е тој што тоа го работи секој ден. И би требало под претпоставка, значи од тој човек да излезе предлогот како побрзо да траат постапките. Година и пол да не се заврши постапка е многу. Дори имаше многу сведоци. Колку што сака нека има сведоци. Година и пол е многу, за мене барем. И сега кога зборуваме за да им објасниме на оние што ќе не гледаат и слушаат, поротниците кои ги избира судскиот совет и потоа се делегирани во кривичниот суд зборам во Скопје да судат, добиваат дневница од 500 денари и 70 денари за превоз. Иако парите според мене не треба да бидат некаков мотив за да се стигне до некаква правда, дали поротниците со вакви хонорари се подложни евентуално на влијание и мито. Например, зборувам како може да биде мотив за некој млад студент кој студира право да учествува на рочиште кое трае цел ден за 500 денари и при тоа да биде објективен за сето тоа што го работи. Колку е он ранлив кон сите влијанија кои следуваат со позицијата која ги носи? Виде се, ако зборуваме, тој што е корумпиран и за 500 денари, за 5000 денари да земаат дневница. Не мислите дека ги Тоа улога старно парите? е. За да се сведи на минимум таа можност, треба нормално да бидат високи тие дневници. По моментов се катастрофални. Имаш и обиди и дописи да се обезбедат по високи дневници. Не наидовме на слух до сега во Министерство за финанси да се зголемат тие дневници. Тие немат никакви услови во судовите. Немаат канцеларија, нема каде да седат.
тие од судење во судење седат во ходниците, кај што ќе најдат седат. Ако на некој судија му падне жал, може да ги викне во канцеларија, да им даде кафе, чај, вода, додека чекаат оддаленото судење. Таква е моменталната ситуација нивна. Катастрофална. Или треба ова сосема обратно да се направи, да им се дадат услови, бидејќи тие имаат ист глас како судијата. Тие гласаат. Тие може да го надгласаат судијата. Еден судија, двајца судии, поротници, тие може да го надгласаат него. И да биде пресудата Значи, спротивно моќта нивна на одлучување е иста како на судијата. А ги третираме сосема различно од судијата. Или пак, ако не се прави тоа, нека се направи законска измена, нека ги укинат поротниците. Ќе судат само судии. Сега ко нашиот систем е некоја си мешавина од не знам што, нека остават само судии, нека бидат. И или тогаш да нема направиме да вистинска имаме порота, граѓанска порота. или така да направиме вистинска порота, или да нема воопшто поротници, да си судат професионални судии и нема да има опасност од вакви одлагања, па одново почнување на судења. Значи, некој нека пресечи, нека направи. Добро, еден само од повеќето високопрофилни случаи каде што поротници се Да, меѓутоа теоретски може да се случува во секој предмет. Може. Ова е точно и доби на популарност за високопрофилен случај, меѓутоа ние имаме безброј случаеви кај што има големи судења, не добили некоја си важност во јавноста, па истите работи може да се случуваат. Да, се случувале. И сега кога зборуваме за долги судски постапки, што може да очекуваат оштетените во случаите со автобуската несреќа со Ласкарци, случајот Беса Транс, случајот за модуларната болница во Тетово, случаи каде семејствата очајнички бараат правда, правдата е премногу спора или едноставно не доаѓа. И тука кој е крив? Судот и судијата кој суди или сепак станува збор за надворешно влијание? Значи, не сакам да верувам дека надворешното влијание одолговекува постапката. Може би има, не знам, не сакам да верувам. Ако е така, крив е судијата. А и да нема влијание, а повторно се одолговекува постапката, повторно е вината кај судијата. Тој е тој кој што го води судењето. Затоа кажав, недозволиво е постапките да траат толку долго. Тоа е не се економични. Тоа е лошо за оштетените, тоа е катастрофа за оштетените, меѓутоа тоа не е добро ниту за обвинетите, затоа што имаме обвинети кои што се чувствуваат дека се невини и сакаат таа своја невиност да си ја докажат пред судот. И сега ако трае таа постапка долго, тоа е мачење и за обвинетиот, а во други случаи, како што кажавме, за оштетените. Нели не може да стигне до правда. Ама и скапа постапка, не може секој да си ја дозволи. И тоа што е скапа е веќе Чисто, колку суди има во Македонија ме интересира сега што судат во сите судови, некоја округла бројка? На памет сега не би сакал да ви кажам. Добро, знаете, околу 300 мислам дека се во сите. Добро, не ме држете за збор. Окей, друго ми е поентата, еве да речеме дека има 300 активни суди кои моментално судат на територија на Македонија и са 299 се на белата листа. Добро. И имаме еден судија кој е на црната листа. Да. Така, тоа е судијата Енвер Беџети или јас како што знам да кажам фиокарот на Сашо Мијалков од Скопска апелација. И тој судија се уште не е разрешен, така колку што знам. Не е како разрешен. Да има доверба господине Камбовски некој во судството кога некој од надвор доаѓа и ни вика овој судија е корумпиран, еве докази. И ние никако не можеме да речеме, окей, ајде ќе го трнеме тоа скапано јаболко да видиме уште колку скапани јаболка има. Тоа е најжелно. Тоа е најжелно и е вистина погубно. Што не значи дека никој ништо нема да превземе. Мене ми е криво што ние сами тоа. Нели го рушат угледот и на сите други честни суди во вакви случаи? Да, мислам, не знам што да коментирам. До каде е постапката за него? Обвинителот спомена дека се води некоја истражна постапка. Да, за сите лица од црната листа. Да. Не знам таму што се случува. И што се случува во судскиот совет? Во судскиот совет не можам да ви кажам, пошто законот не ми дозволува да ви кажам.
Таа е Но реално. барем се случува нешто. Работиме, има постапки против судии, се водат постапки, повеќе постапки, сите се во различни фази. Меѓутоа, жал ми е, не можем да споделувам. И знаете што се малце контрадикторно е кога вака ќе изанализираме, сега секое судење Е јавно. е јавно. Да, а за судиите не е јавно. Обвинетите често се пресудени без право на презумција на невиност, некогаш и од нас медиумите, некогаш од јавноста. Голем отпор имаше и од судиите, колку што знам и во новите измени кои што ќе следуваат на Законот судски совет, не сум сигурен дали ќе има измени во оваа насока, постапките да бидат јавни. Па нели сметат дека тоа е клучно? Тоа се прави заради заштита на честа и угледот на судиите. Сепак мислам дека може да се направи некое добро законско решение, каде што, видете, има безброј представки кои што стигнуваат во судскиот совет. Добро, пола се основани, пола се неосновани. 90% не се основани. Ете, Значи секој што ќе го Значи, изгуби има спорот, поднесува представа. поднесува представка. И сега ако сите ние тие суди ги објавуваме, значи вистина го нарушуваме угледот и честа. Меѓутоа, каде што се вистина некои посериозни престапи, да речеме, од судиите, според мене, сметам дека таквите постапки треба да бидат јавни и целата јавност да види како ќе ја спроведеме постапката и доколку во таа постапка се утврди дека вистина нема вина кај судијата, тоа му одговара и на судијата, бидејќи ќе се го исчисти своето име пред цела јавност. Вака, ако е тајна постапката, а ние вистина утврдиме дека нема никаква вина кај судијата, дека ништо не погрешил, повторно ќе остане сомнежот, нешто се случи за затворени врати и ние сме го спасили судијата XY од одговорност. А доколку сите може да гледате и цела расправа, и сите документи, и све ние што гледаме, и ако вистина нема вина, тогаш на овој начин мислам дека може да се може доближиме ќе до има и дојање. минимално померување во однос на јавноста како ќе ги перцепира и одлуките и начинот на делување. И јас така мислам, меѓутоа за овие се желби и мислења мои, а овие желби и мислења друг е надлежен, тоа е проблемот. Значи треба извршната власт да ги предложи овие законски измени во законодавната власт и законодавната власт да ги изгласа. И затоа не секојаш, затоа викам се повикува судот, а што може ние да направиме? Законот е тој. Ајде вака, според вас, колкав е процентот на корумпирани нечесни суди кои треба да бидат разрешени за да станеме нормална држава која што ќе има целосна доверба, па и не целосна, некаква доверба во правосудството? Не би можел сега точна бројка да кажем. Прилик. Мислам, еднаш кажував од прилики бројки, па после некој кажува дека сум добил некои списоци за разрешување, затоа не сакам да кажам бројка. Сметам дека е тоа многу мал број на суди во однос на вкупниот број на суди. Сметам дека е многу мал број. Сметам дека треба да се охрабрат самите суди да ги пријавуваат таквите колеги. Сметам дека треба да се охрабрат странките да ги пријавуваат таквите суди, новинарите, невладините организации. Не може судскиот совет се сам да направи. Нема ни капацитет, нема ни човечки ресурси, не може ни никаков начин не постои ние самите да одиме да истражуваме и да утврдуваме. Меѓутоа, со помош на сите овие што ви ги наброев, мислам дека имаме шанса да се справиме со таквите девијантни појави во судството, кои што видите постојат секаде во светот. Не е ова само кај нас. Со таа разлика што во светот се справуваат некако и се држи во некоја си нормална состојба. Да, кај нас е трагично. Кај нас е веќе да. Вуќе да завршуваме или имаш уште некој прашање? Па јас мислам да завршиме само едно прашање пред Деница да не одјави, се подготвува нов закон за судски совет. Да. Така, тоа е во консултирани бевте за одредени прашања како тело? Како тело не бевме, сега сме вклучени во работната група. Баш оваа недела треба да имаме состанок на работна група и ќе видиме какви измени се предлагаат и секако дека ни активно ќе учествуваме
Ќе даваме предлози, еве например во ова што го зборувавме, дали да бидат јавни или тајни постапките. И има уште многу други работи за кои што сметаме дека постои простор за подобрување. Кажувавме дека судските постапки се бавни и во судскиот совет постапките не одат со таа динамика која што би сакале сите да ја видиме. Една постапка знае да трае 6-7 месеци да се утврди одговорност на судија. Таа според мене не би требало да трае повеќе од 30 дена. Се надевам дека некако колективно, како општество, ќе надминеме довербата 2% која имате, затоа што е застрашувачка и не плаши сите нас, вклучително предпоставувам и вас. Граѓаните се жедни за правда и со право. Апсолутно, да. Судиите се тие кои треба да носат честни и нормални одлуки од кои би биле задоволни на крајот од денот. Не ние како граѓани, туку и вие како судии кои го судите се до тоа. Јас само би сакал да апелирам да се критикува судството, да се критикуваат судските одлуки, меѓутоа да се внимава како тоа се прави. Бидејќи тоа е многу сензитивна тема, многу лесно е да се изгуби довербата во тој систем, многу тешко се враќа. Значи, не кажувам, не знам дали ме разбирате што сакам да кажам. Значи, да се критикува конструктивно и со внимание и од луѓе што ја пратат таа тематика и што разбираат што критикуваат. Не само по секоја цена да се оцрнува и да се критикува судството, бидејќи судството не е мое, тоа е на сите, на нас граѓаните, тоа постои за нас да ни гарантира правда, да ни гарантира владење на правото и сите мора да се трудиме тоа да биде подобро. Добро, и критикувани се и судскиот правосудниот систем е често критикувани во извештаите на Европската унија и во извештаите на Стейт департментот, да бидеме реални, можеби затоа и граѓаните и така го прецепираат се тоа што не се случува. Јас мислам дека е време да му се заблагодариме. Да, ви благодариме што прифативте да бидете гостин. Благодарам и аз вас. Ние подкастот ќе го завршиме онака како што го почнавме, со трагедијата на Партизанска и прегазената Фросина Кулакова, сочувство до семејството и нејзините блиски. Граѓаните бараат правда која во овој случај е повеќе од потребна. Сите сме на тест, општеството, полицијата, обвинителството, судиите и партиите треба дефинитивно да останат надвор од овој граѓански револт и да престанат со политиканството. Треба да ги слушнат младите, односно честните кои бараат правда. На граѓаните веќе им се гади од бескорисната партиска реторика која е лишена од секаква суштина и обвинувањата кој е крив или не е крив. Партиите се криви и нивното тргување со влијание. Фросина е само една од многуте жртви на корупцијата која ја создадоа партиите и ја негуваат и која немилосредно одзема животи. Пријатно.